Дарко, најпрвен сакам да ти се заблагодарам што не прими овде во твојот дом, во прекрасното место каде што живееше Зоран Василевски Фаци. Тука сме по повод да поразговараме за неговиот живот, неговото дело, неговите интересни моменти, како и нормално тажни, со вас како фамилија што сте ги проживеале. Загубата на твојот вујко, можам да кажам слободно, ти си негов внук, син на неговата сестра, за тие што не знаат да те запознаат. Сакам најпрвен да ми раскажеш за тебе лично, како ти се сеќаваш на Зоки, како го доживуваш, какви спомени имаше со него. И уште еднаш да ти се заблагодарам што не примивте, угостивте овде во вашиот дом. Јас ке ви посакам добро дојдовте во нашиот дом. Драго ми е што денеска сме заедно и што ќе говориме на темата за Зоки. Зоки беше една прекрасна личност, беше ваш колега и предобар вујко. Јас моето детство го имам поминато заедно со неговите родители и со Зоки. И имаме преубави спомени и дружби, така да Зоки во моето сеќавање ќе остане како еден лик кој што секогаш ми бил потпора и поддршка во сите мои одлуки. Што најмногу ќе паметиш за него како личност, еве и како новинар, ти си растел заедно со него, што е оно што најмногу те потсеќа на него? Па вака, ме потсеќаат на него сите прилози кои што ги има правено. Јас често од носталгија си отварам на YouTube сето тоа што го има работено. Знаете дека имаше работено во повеќето телевизиски куќи, имаше свое списание Крема на времето, подкастот кој што го водеше заедно со Стефан Лазаров, така да се сеќавам на него секогаш кога го сеќам некоја тага и носталгија, се сеќавам само по убави работи. Така. Има ли некоја случка низ животот, верувам дека постојат многу, што е те вака ќе ја паметиш, пошто Зоки беше познат по неговиот хумор, интересната смисла за хумор и уникатна, можам слободно да кажам. Како беше неговото присуство дома? Дали некогаш знаеше да ти искара, да ти даде некој совет, да направи некоја сплетка во негов стил? Така, мене никој пат не ме караше, имаше огромна почит кон мене, меѓутоа секогаш имавме некои интересни и смешни дешавки. Еве во периодот кога боледуваше, сакаше да си направи суканици, тоа му беше интересно да за наредна сезона кога ќе почне подкастот да има нова фризура. Така да сме имале интересни каде што ќе се сопне, ќе падне, па ќе си правиме смешки. Така. Може ли да ми раскажеш какви беа последните денови на Зоки? Нема да продлабочувам оваа тема, меѓутоа јавноста ја интересира затоа што вие сте тие кои што беа до последно со него, се боревте заедно со него, бевте негова најголема поддршка. Како изгледа неговите последни денови? Така, прв пат говориме на оваа тема после заменувањето на Зоки, после половина година од неговото заменување. Тие денови се тешки за нас како семејство, беа уште потешки за Зоки. Во еден период, после доаѓањето од Турција и прегледите во Систина, веќе болеста го зема голем замав, така да се распространува низ целото тело, односно фаќа метастази. Проследени со огромни болки. Во тој период имав медицинска сестра на која што сум и огромно благодарен, она е наша комшика, се вика Златка, која што од понеделник до недела беше присутна заедно со мене, со дел од семејството. Се грижеше за оние, како да ги наречам, за оној период каде што само се облажуваат болките, каде што веќе ништо не действува, ниту терапија, ниту пак лекови. Така да тие денови се премногу тешки, премногу болни. Не се забораваат, меѓутоа со текот на времето мора некако лека по лека да не се присеќаме на нив, бидејќи се навистина тешки. Но мора да подсетиме дека Зоки беше голем борец до последно и голем мотиватор за сите оние кои што боледува од истата болест како него или од слични болести. Така. Беше борец до последното, се додека не замине, го сакаше животот, сакаше да си ја продолжи својата кариера, имаше многу планови за себе, сакаше да се раздолжи кон јавноста и кон луѓето за целата онаа хуманост
која што и тие му ја дадоа во тој период. Повеќето луѓе донираа, нели, финансиски, секој на некој начин, кој не можеше финансиски, нешто придонесе за него како колега, како пријател, како човек. Дарко, не можеме да не спомнеме, затоа што за прв пат ќе зборуваш на оваа тема. Знаеме дека по неговата смрт вашето семејство доживеа дополнителен шок со тоа што знаеме сите добро дека неговиот гроб беше осквернавен. Може ли точно да ми раскажеш што се случи, како дознавте вие за таа случка, како се чувствувавте во тој момент? Така, токму така, после заменувањето на ЗУК имавме многу случувања. За жал не беа среќни случувања, дај Боже тука да престане све. Тој ден ни се јави еден сосед од Катланово, кој што ги посетил гробиштата и ни најави дека е откопан гробот на Зоки. Тоа е еден огромен стрес кој што не се ни опишува, каде што ти се тресат раце, нозе, не можеш да говориш, не знаеш што се случува и тие слики кои што беа таму беа страшни. Јас не верувам дека е тоа човек, тоа е некој си монструм кој што го откопува, значи ја вади плочата, ја вади земјата, го вади сандакот и пребарува вредни работи, бидејќи беа извадени новчарникот, беа извадени кебињата. Верувајте дека по некои наши адети веќе не ставаме, нели, златници или било што во гробовите, што и да барале, нема оправдување за такво нешто, бидејќи не е човечки да се осудиш да откопаш починат човек. За жал уште немаме конкретна информација за сторителите, сме во исчекување, мислам дека помина предолги месеци каде што немаме конкретна информација кој и што е, да и самата јавност ја запознаеме за тој чин. Се шпекулираш, имаше различни информации, до луѓето доаѓа многу приказни што било како било, но сепак вие сте тие што знаете најдобро како е. Дали може би чувствуваш потреба да кажеш? Да, може да се говори на таа тема. Значи телото на Зоки од кога го откопа, значи си беше во првобитна состојба. Неговите раце, нозе, глава не беа расфрлени низ околно низ гробот, само што самото тело беше подместено некако што закупуваме мртовец, тоа едната нога беше дигната со плечени патики, глава која што беше свртена на другата страна. Таква беше реалноста тој ден, за жал не е убава. Тоа се што требаше ние средивме, уште еднаш беше, нели, закопан, наместивме плочата, имавме и материјална штета, таа е ништово однос на стресот кој што го истрпевме како семејство. Кога го спомнуваме веќе стресот и вашата психичка траума како семејство, не можеме да не ја спомнеме и случката која што се случи неодамна, пред неколку дена, тоа е дека станот и куќата во Катланово биле опожарени од страна на ваш близок член на семејството. Што се случи тој ден? Како дознавте дека тој пожар е подметнат? Дали може да ми раскажеш конкретно? Така, ова е уште една тешка тема за говорење. Значи, 1 мај добиваме телефонски закани по живот, за жал, се од мојот татко, кој што ни се заканува дека ќе не убие, дека ќе не запали, дека ќе ни го запали имотот, односно куќата во Катланово, која што имаме наследено од баба ми и дедо ми, и домот каде што сте денеска присутни, односно домот во Ново Лисиче. Така да, во текот на целиот ден и ноќта добиваме телефонски закани, истите тие закани ги имаме пријавено и во полиција. Пред први, значи не се тие први закани кои што ги добиваме, значи низ месеците континуирано добиваме закани и бевме загрижени за својата безбедност и за својот живот. Знаете, тоа е нешто најтешко кое што може да му се случи на еден човек. Кога стануваш наутро, не си безбеден ниту во својот дом, немаш каде да одиш, буквално талкаш. Си мислиш каде да преноќиш, кој да биде до тебе,
Значи тоа е нешто најстрашно и не му го посакувам на никому. И сето тоа за жал потекнуваше од мојот татко. Другиот ден, односно на 2.5, утрото во 6 часот ми се јави сосед од село Катланово, кој што ми најави дека куќата почнува да гори. Значи во тој период не е запалена вратата, избива пламен кој што го упаќа и паркетот. И сум премногу благодарен што навреме видели, што навреме реагирале, значи приклучуваат црева и успеваат до некаде да го изгаснат пламенот за да не ни се запали целиот дом. Кога стигаме веќе во Катланово, добиваме телефонски повик дека односно прашање дали нешто ни гори. Во тој период се упатува кон Ново Лисиче и ни подметнува пожар, односно ни го пали домот, каде што сте денеска присутни. И во целата таа несреќа уште една се јавува среќа, се присеќам дека треба да го поборам комшијата и комшијата веднаш реагира, со ПП апарат го гасне пожарот за да не да Боже избухнала и целата зграда. Така. Мора да споменаме дека и луѓето, станарите биле многу потресени, што е нормално. Што е нормално кога избива пожар. Јас кога се вративме од Катланово со најголема брзина, голем дел од населението веќе беше излезено надвор, дечиња беа изнесени, беше присутна и полиција, беше повикана и пожарна. Така да во целата таа несреќа, среќа што се навреме се реагираше и се заврши така како што се заврши, што немаше жртви. Драго ми е што сме денеска здрави и живи. Материјалната штета се поправа, иако тоа не е лесно, меѓутоа битен е животот. Ние сме млади, сакаме да се живееме и да си продолжиме со нашиот живот. Дарко, сомнежите велат дека ова е некој семен конфликт, како што спомнавме. Дали може да ми објасни зашто точно тој човек има спор со вас? Кој е вклучен во ова и колку долго трае ова? Дали вашиот татко има некој проблем, да речеме психички или ментално, или едноставно човекот сака свесно да ви наштети на вас како фамилија? Зашто едноставно тоа го прави? Така, личен проблем од нас немал, ниту пак од семејството на Зоки, мислам ние сме едно семејство, ниту пак имал од баба ми, дедо ми и од војко ми, ниту од мајка ми, ниту од брат ми, ниту пак од мене. Бидејќи ние сме едно прекрасно семејство и премногу сме воспитани на култура, на почит, на хуманост, да му помогнеш на некому. Единствена болка што му беше што низ годините ние сме немале свој дом, сме живееле во куќи под закуп. И сега, ете, Бог ни подари да имаме свој дом, значи наследуваме имот од баба ми и дедо ми и тука му се јавува на него болка. Зашто имаме имот? Знам дека не е човечен муабетот од негова страна, нели сепак треба да бидеш среќен кога твоите деца имаат дом, не се во некој дом под закуп. Меѓутоа, такво е неговото размислување. За жал, он има проблем со алкохолот. Не е тоа проблем од сега, тоа е долг период каде што он конзумира алкохол. Ова што ни се заканува свесно. Значи, ние добиваме закани и ни се пали имотот. Дали тие закани биле присутни и претходно? Спомнавме, мислам дека на почетокот на интервјуто, дека и претходно сте имале некои закани од негова страна, сте трпеле физичко, не знам дали физичко и психичко, нели, насилство, што е многу, нели, лош процес во однос на фамилијата, за вас, тоа се големи шокови и трауми. Дали и претходно ви има исто правено проблеми на вас и на вашата мајка? Да, точно како семејство не има многу одамна правено проблеми, така да сме имали периоди каде што го трпиме и физичкото насилство, за жал и психичкото, и двете се, верувајте, многу тешки, и физичкото, психичкото е уште потешко кога некој секојдневно ти ја малтретира психата, буквално не си функционален во еден ден.
Дарко, кажи ми, дали овој процес сте го пријавиле и случај, значи дали го имате пријавено во полиција и дали имаше некаков исход од сето тоа? Секако дека го имаме пријавувано, значи кога некој ти упатува закани по живот, мораш некаде да се обратиш, бидејќи не може самија да се справиш. Токму затоа имаме институции и полиција. Заканите ни беа проследени 3-4 месеци однапред, значи тоа беа засилени континуирани закани секојдневно. Значи секојдневно ги трпевме заканите по живот, убиство и погребување. Според полицијата се прави нели записник. Записник, он во месец јануар е отстранет од нашиот дом, е отстранет со причина бидејќи од работа ни дојде со нож, така да беше посегнат да не ги одземе животите. Токму затоа ние го имаме пријавено и тогаш полицијата го има отстрането од нашиот дом. Од тој ден он повеќе не живее со нас и изнајмува куќа во населбата Бутел и континуирано си добиваме закани од него по живот. Ние на него ништо не му должиме, ништо како родител нема стекнато, ниту пак не има подарено нешто, меѓутоа и ние тоа никој пат не сме му ниту пререкле, ниту пак нешто, како да ви го објаснам, сме барале од него како родител, без разлика што имал или немал, најбитно е да бидеш човек. Во каков однос е он со вашата мајка? Со мојата мајка веќе им завршува бракот, он има поднесено барање за развод кој што веќе е при крај и би требало до крајот на месецот веќе да заврши тој брак. За жал по негова вина. По негова вина. Од наша страна ние никој пат не сме го ниту пак навредувале, ниту пак напаѓале. Не е тоа доменот на нашата култура. Какви мерки се превземани? Дали сега човекот е под надлежност на органите каде што треба да биде сместен? Дали му е изречена некоја мерка на притвор, на казна? Има ли судење? Каде е процесот? Ќе ви објаснам за тоа. Моментално е во притвор, бидејќи загрозува нели живот на околина, така да сме и ние сега безбедни, значи можеме да дишеме слободно, да ни продолжи нели животот, да излеземе надвор, да не се плашиш дека некој ќе те убие или ќе те запале. Моментално е во притвор и чекаме да видиме како ќе се одвиваат работите. Дарко, што мислиш според тебе, Еве, за жал имаш како семејство имате нели лошо искуство. Какви мерки треба да се превземат за да се спречат вакви ситуации, особено кога станува збор за семејно насилство и лица со нарушена, можам слободно да кажам, психичка состојба? Така, бидејќи ние еден нели нормален човек кој што размислува не би посегнал по животот на своето дете или па по било кој живот. Верувајте, кога повеќето медиуми нели постираа за семејството, за семејното насилство, кога излегов да завршам некои приватни работи, најдов на многу луѓе и многу тажни приказни. Тажни приказни, бидејќи тој што не го осетил сето ова на својата кожа, не може да знае како е. Луѓе кои што немале каде да се засолнат, буквално и ние имало периоди кога сме биле буквално надвор оставени, надвор да преспиеш, немаш каде. Од една страна не сакаш сите луѓе да знаат за сето ова, од друга страна немаш заштита од институција, нели немаме засолнување. Идеално решение би било дека кога некој ти се заканува по живот, веднаш да има некои мерки. Мерки, можеби тие мерки би биле идеални за да не се случуваат вакви работи. Гледате дека ние во еден период после големото семејно насилство и пожарот кој што го истрпевме, имаше и убиство на една жена. Значи, многу е битно да тие закани се спречуваат да не дојде до вакво нешто. Многу е жално кога чекаме да дојде до вакво нешто и тогаш некој се приведува. Јас верувам дека во сето ова нешто ќе промениме на многу подобро, бидејќи за жал има многу луѓе кои што се соочуваат со ваков проблем, а верувајте дека е многу тешко. Не можеш да одиш на работа, не можеш да функционираш, едноставно светот ти се руши врз глава.
Навремената реакција е секогаш најдоброто решение. Што би им препорачал на сите кои што се соочуваат со семејно насилство, а се плашат да презборат на оваа тема? Така, ќе им порачам да не се плашат. Колку повеќе го држат стравот во себе, толку е потешко. Значи да си говорат јавно и да си бараат решение за својот проблем, бидејќи никој не е должен никого да го малтретира. Мирот е најбитен во животот. Дарко, за крај на нашиот разговор сакам да те прашам, особено прашуваат на почеток, но јас би те прашала на крај како си, како се чувствуваш во моментот и дали може би сега ти е за нијанса помир на душата и те на тебе и на твоето семејство. Така, ова е тежок период кој што го поминав лично јас и ние како семејство. Не посакувам никој да го помине. Да ви кажам дека сум екстра добро, не можам да ви кажам, меѓутоа јас сум премногу цврст и животот те учи да се држиш, да чекориш гордо со крената глава. Се чувствувам многу помирно. Мирно што можам да спием, што можам да се движам и што знам дека животот не ми е загрозен. Тоа ми е многу драго и секојдневно ќе се трудам да бидам уште подобар и најдобар. Така. Јас од срце ви посакувам да си го најдете вашиот спокој, да работите на тоа. Знам дека е тешко, претпоставувам и се надевам дека институциите и тие луѓе што треба да го дадат правичниот суд ќе реагираат навреме и ќе се спречат не само вашата приказна за овие лоши теми и за повеќето човечки приказни. Дај Боже да е така, што поскоро ова да се заврши, да бидеме мирни, да бидеме безбедни, бидејќи животот ни беше загрозен. Благодарам на вас за денешното доаѓање. И апелирам до сите граѓани кои што го имаат овој проблем да си говорат за него јавно и да не се срамат. Ти благодарам и на тебе уште еднаш што не угости во вашиот дом. Благодарам и на вас.